Да, во однос на досега постигнатото дел веќе наведов во претходните прашања во измените на законските регулативи во однос на нови закони како за дискриминација, постапките за избор на функционери и слично. На по-високо ниво, да речеме, или по-глобално, дел од индикаторите кои ние ги следевме беше токму за воспоставување на врската со граѓаните и можеме да известиме дека во сите грантисти тие над 300 организации е зголемено членството или бројот на волонтери, значи тоа беше една од цели за да се зголеми учеството на граѓаните во самите граѓански организации. Ова беше вториот аспект. Потоа што правиме со тоа? Да се влијае на државните политики, стратегии и има голем број примери. Споменав на 28 имаме документирано, веројатно си повеќе во целиот тој процес, или на највисоко ниво, бидејќи ги гледаме промените во општеството во овие десетина години, имаше голем раст на граѓанскиот ангажман, значи активизам, особено во времето на шарената револуција. Потоа тоа се преточи во поголемо влијание, и тоа прилично десетина процентни поени се зголеми со поголема интеракција со државните власти, не само национално, туку и на локално ниво за некои такви промени. И после голем пад на практикувањето на вредности, што треба да е една од карактеристиките на граѓанското општество, ама како одеше државата надолу, така и тешко да одржат стандарди и самите граѓански организации, после голем пад од 15% и тоа повторно се врати на некое нормално ниво, така да можеме да зборуваме за добри перформанси на граѓанските организации во релативно тешки услови и напади до кај 2015-16 година од државните институции. Сега пак има нека блокада во таа соработка, но доста е подобро него што беше порано. За новата фаза, односно последната, поентата и на амбасадата швајцарска која дава ова поддршка, која веќе достигна на 20 милиони франци во овие сите десетина години, е како да се фокусира сега ова, односно на што го споменавте, да не биде индивидуална поддршка за организациите, туку организации кои работат на иста тема, да речеме корупција или децентрализација или родови прашања или социјална инклузија, или добро владење, значи тие се клучните теми, но има и некои други плюс, како да се фузираат, да самите се соединат во партнерство и да изберат тема што е најбитна во таа област, за да направат во со ова престојна поддршка битна промена која ќе остави влијание и во општеството и на некој начин ќе заокружи се тоа што Civica Mobilitas го правела изминатите години и до кај 26-та кога треба да заврши, да можеме да кажеме дека некои процеси заокружени и сме да речеме постигнале на патот кон Европската унија целосна согласеност или битна промена од претходните состојби или ево што го зборуваме дека граѓаните се поангажирани и влијаат на тие политики.